Почитувани громовци симпатизери, почитувани коалициони партнери, добре дојдовте на Конвенцијата за промоција на листите за пратеници на коалицијата Гром и 13-тиот митинг за нашиот кандидат за председател на Република Македонија, професор доктор Зоран Поповски. Не задувајте да ја слушнеме химната на Република Македонија. Граѓанската опција за Македонија Гром е новата сила на македонската политичка сцена, како што и впрочем покажува преполна сала овде вечера во Куманово. Таа е третата опција, бојата на црно-белото македонско политичко небо. Но колорите од бои не би бил уникатен доколку ги немаме нашите коалициони партнери. Затоа, како прв денеска го поканувам да ни се обрати Кире Гештаковски, председателот на партијата на Слободни демократи. Добро вечер, Куманово, добро вечер, мои пријатели. Кога доаѓав тука во Куманово, уште на самиот излез во Скопје, не зафатене време. Во мене си реков, ова е добар знак. Ова е презнак дека во недела уште на 13 април Куманово и цела Република Македонија ќе ја погоди и ќе ја стајде едно политичко невреме. Ќе ја стајдат молни и громови, кои прече ќе ги погодат и ВМРО ДПМН и СДСМ, вечерта која ќе испуштат резултатите од гласањето. Почитувани пријатели, вечера ме дојде и тука да ја побараме вашата поддршка. Да ја поддржите листата на Гром и неговите коалициони партнери. Да го поддржите нашиот кандидат за председател на Република Македонија, професорот Зоран Поповски. Секој ден слушаме дека биле најголеми патриоти македонци. Јас ве уверувам, почитувани мои пријатели, дека најголемите и вистински патриоти македонци се токму во оваа сала. Тие се тука сега ќе излезат на бината, предводени од председателот на Гром, господин Стефчо Киловски. Најголем македонски патриот,
Најголем македонски патриот е нашиот кандидат за председател, господинот професор Зоран Поповски. И слушам секоја вечер кампањите на председателските кандидати. Новинарите многу често на нашиот председателски кандидат му го поставуваат прашањето кој е неговиот став и ставот на Гром околу референдумот. Нашиот иден председател му одговара: јас не сум за референдум. Република Македонија името него има добиено на референдум и Република Македонија нема да го смени името на референдум. А зашто е тоа така, почитувани пријатели? Затоа што никој, ама баш никој нема право да решава за промена на уставното име на Република Македонија. Ние, нашата генерација, народот на Република Македонија, нема право оваа генерација да одлучува во името на десетици претходни генерации, во името на нашите татковци, дедовци и прадедовци, уште помалку во името на нашите идни генерации, во името на нашите деца, да одлучуваме на некој си референдум за промена на уставното име Република Македонија. Па тоа на овие големи наши патриоти секој ден му го кажува народот. Тие едноставно се против референдум. Тие едноставно не сакаат да решаваат, да одлучуваат за промена на името. Тоа секојдневните анкети му го кажуваат. Над 90% македонци се против промена на уставното име. Затоа нашиот кандидат е најголемиот патриот од сите други кандидати. Не сака да разговара за тоа прашање, а камо ли да допусти народот да решава за тоа прашање. Демек тие биле патриотите, а кривецот ќе биде народот. Почитувани пријатели, од друга страна, Република Македонија е мала држава. Не може да издржи на долг пат, на долг период временски надвор од НАТО и од Европската унија. Заради незината стабилност и безбедност, заради незиниот економски просперитет. Затоа треба да се менува курсот, затоа треба да се менува политиката. Оваа погубна, погрешна, надворешна политика треба да се смени. Република Македонија беше високо почитувана држава во меѓународната заедница. Таа имаше голем број на пријатели, таа имаше голем број на силни подржувачи. Но оваа влада со серија на погрешни потези секојдневно, со инаетење, со непринципијална политика, со враќање во минатото, со провоцирање, полека но сигурно ги губи нашите најголеми пријатели. Секојдневно не прашуваат што ви стана, што се случува, зашто си наетите, зашто провоцирате. Затоа, почитувани пријатели, вие тоа можете се да смените. Уште во недела можете да излезете, да гласате за нашиот кандидат и за нашите листи на Гром и неговата коалиција и да ја повратите Република Македонија на вистинскиот колосек, на правиот пат. Да живее Куманово, да живее Република Македонија. Граѓанската опција за Македонија Гром и коалицијата Гром не се обична политичка партија или политички сојуз. Тие се израз на волјата на граѓаните на Република Македонија. Затоа го поканувам председателот на Либералната партија, господинот Иван Величковски, да не поздрави нас присутните вечерва. Благодарам. Драги пријатели, во еден момент не праша што е оно што концепцијски ве спојува, а од други концепцијски ве раздвојува во коалицијата Гром. Во коалицијата Гром не спојуваат прво и основно јасната визија, јасната свест дека граѓанската опција не е трета, туку е вистинска опција и вистински избор потребен на Македонија. Но оно што натаму не спојува е макотрпниот пат на сите овие луѓе и илјадници други низ Македонија, кои бараат нешто ново, кои бараат еден поинаков пристап, различен од сите овие делби, од сите овие кавги
различен од биполарноста на политиката, од бинационалноста во државата, од поделбите по верска основа и така натаму и така натаму. И оваа коалиција е она која во себе сплотува и македонци, и албанци, и срби, и турци, и роми, и бошњаци, и власи, и сите етнички заедници, и сите припадности на различните верски заедници, но пред се спојува луѓе со исто чувство, со иста жар, со иста страст, да ја променат Република Македонија на подобро, да вистина да започне да функционира и систем, и институција, и право, и економија, на вистина да живееме онака како што заслужуваме. Ве прашувам искрено, дали живееме добро? Дали може да живееме подобро? Дали ќе живееме подобро? Затоа што ќе избереме број 4 за кандидат за председател и пута 2, број 8 на листата на парламентарните избори. Во рамките на предвиденото сценарио беше определено да зборуваме кратко по 2-3 минути. Во 2-3 минути не може да се каже многу, но во 2-3 минути мора да ја одразиме оваа енергија, оваа верба што ја имаат различни генерации собрани овде, различни политички опции собрани во граѓанската опција за Македонија и во коалицијата на граѓанската опција за Македонија. Затоа што тука се луѓе кои не бараат да добиваат плата со одлука на граѓаните. Ние немаме овде 120 кандидати за пратеници само за некаде да се вработат. Немаме кандидат за председател кој само сака да седи и да пополнува простор на улица Водњанска. Туку сакаме луѓе кои се подготвени да донесат решение, да застанат за решението, цврсто да го бранат се во името на сегашноста и едината на Република Македонија. Веќе не зборуваме за флоскули. Пазарно стопанство и вистинска поддршка на бизнисот, особено на малиот и средниот бизнис, кој 75% од економската активност треба да ја генерира во Македонија, наместо партиски закропостено стопанство кое зависи од буџетски дотации и од јавна потрошувачка. Зборуваме за тоа дека имаме јасна надворешна политика и тука се нашите точки на согласување. Зборуваме дека во председателот на Републиката државата и граѓаните треба да имаат сојузник, наместо да имаат нем посматрач на тоа што се случува и то на телевизиските екрани. По онаа стара слика има слика, нема тон. Господинот Зоран Поповски напротив има и слика, ама кога ќе грне има и тон. На оваа средба јас не сум дојден да убедувам и затоа тука ќе застанам. Ви благодарам што ја имав среќата и можноста и честа да го кажам она што вие присутните овде и сите во Македонија сакаат гласно да го кажат, а ќе го покажат на 13 април и на 27 април. Ви благодарам. Мудрост е чинат едноставни нешта. Тоа не секогаш е високата политика, туку мудроста и достоинството во обичните работи. Оние со кои живееме секој ден. Големите победи започнуваат однатре, од својот двор, од својата земја. Без победи внатре нема големи победи надвор, во светот. Одмереност на професор, визија на научник, смиреност на пијанист, адреналин на моторџија, вештини на рафтер, полиглот, семеен човек, татко на 2 деца, добар сосед, признат во светот и од светот, предавал на 5 универзитети во странство. Во Македонија на 3 факултети. Политичар. Гордо одбира да остане во земјата. Еден човек. Храбар човек. Храбар човек, горда држава. Зоран Поповски за председател. За окружни 4.
Во Гром, сите ние сме едно големо семејство, сите ние сме пријатели. Со секој нов ден, нашето семејство станува се поголемо. Оттаму го поканувам председателот на Сојузот на Титови леви сили, господинот Слободан Огриновски, да ни се обрати на нас присутните. Почитувани, во светската, а и во нашата историја, поединецот, личноста, секогаш биле пресудна и одлучувачка работа. Секогаш поединецот морал да има храброст, да биде храбар, да биде смел, да има визија, да има со себе соработници, кои што може да ги ангажира, на кој да им даде елан и желба и воля за работа. Поединецот морал да има и партија, организирана снага, политичка снага, која што таа негова визија и енергија мисла ќе ја спроведе на дело. Ние се наоѓаме во ситуација да сега имаме и поединец, кој што е храбар, и соработници, кои што се верни. Имаме и партија, имаме и снага организирана. Тоа е граѓанската опција за Македонија. Мора да бидеме среќни и задоволни што конечно таа политичка организирана снага, Гром, соработниците на поединецот се верни кон таа опција. А највеќе мораме да бидеме задоволни што конечно се појави тој поединец со име и презиме другарот Стефче Јакимовски. Кога ќе удри гром, навестува дожд, а после дождот иде сонце. Затоа велам, нашиот Гром, нашите соработници, особено председателскиот кандидат, и нашиот лидер Стефче Јакимовски носат сонце за Македонија. На располагање моето животно и професионално искуство и моралниот интегритет за развојот на Република Македонија како земја на среќни и горди граѓани, независно од нивната етничка, верска, политичка припадност, социјален статус, пол или возраст. Во оваа трка за преседата на државата не влегувам за да одиграм епизодна улога, туку во услови на закрвена политичка пресметка помеѓу големите партии, на граѓаните да им понудам разумен избор. Избор кој не се однесува само на високите политички теми, туку и на оние обичните, нашите народски. Затоа што големите победи во светот започнуваат од секојдневните нешта дома. Храбар избор за горда Македонија. Храбар човек, горда држава. Зора Поповски за председател. Храбро за Македонија. За Окружје 4. Како и што самите видовте, во Гром членуваат македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, хрвати, црногорци и многу други, затоа што ние се обраќаме и се грижиме за сите, не делејќи ги луѓето по национална, етничка, верска или било која друга припадност. За нас многу е важно што во нашата коалиција е и нашиот верен пријател и соборец господинот Драгиша Милетич од Српската напредна странка. Добро вечер, Куманово. Добро вечер, јунаци. Знам, добро познавам и Куманово, и Кумановци,
i divna narav. Znam дека ovde nema da se dožive izdajstvo. Znam koji luđe sedat i siguran sam во победа. Siguran sam дека najpoveće ovde ima da dobije i Grom i predsjedateljski kandidat dr. Zoran Popovski. Dragi prijatelji, od ova politička opcija nema da slušnete napred, nego za nama. To je ta komanda što ne razlikuje od drugih. Ne se krijemo pozadi građani i pozadi glasači. Sekoga će da budeme prvi u politički borbeni redovi. Ne da se krijeme po kafane i kafići. Ajde malce da pozboruvamo i za predsjedateljski kandidati. Za Đorđe Ivanov ne sakam i ništa ni da zboruvam, to si nije rabota. Ali jedna rabota ne možem da shvatim. Kandidat na SDSM, koga će ogledam, sedi na nekoj barskoj stolici i oblečen u farmerki. To li je počet kod građanite? To li je počet koji treba da ima jedan predsjedatelj? Naš idni od predsjedatelj je umeren, odmeren i cenet. Koalicija Grom ima za sreća da ima predsjedatelj hrabar, čestit i pošten čovjek, gospodin od Stevče Jakimovski. I ne slučajno Srpska napredna stranka ga podrža kako kandidat za gradonačelnik. Pa vidite sega koji znaje da gleda mnogo daleku, a ko je slep pred oči. Ovo je dokaz. Ovo je dokaz. I na kraju, počitovani braća i sestri, nema što da ve molim. To je naša i vaša obrska. Ako sakame da vidime bel den, ako sakate da vidite Makedonija prosperitetna, se znaje za koga će da glasamo. Za predsjedateljski kandidat dr. profesor Zoran Popovski, a za lista koalicija Grom, pa toga će da vidimo da li može da se odlučuva bez nas. Toga će da vidimo da li može da se pravi vlada. Nema i neće da može. Nije sve tije koji će da vidime glavna klackalica da napravimo. I toga će narod da vidi što je blagodet i što je prosperitet. Blagodaram to. Hrabrost je da produžiš da trčaš i koga drugite bi se otkažala. Za pobednička Makedonija smo upravo sita. Trčaj za pobeda. Hrabri ljudi, složna zemlja, koalicija Grom, hrabro za Makedonija. Zaokruži osud. I jaz prv put gledam ovije spotovi, ne дека se naši, ama najbolji se. Građanskата opcija za Makedonija во своите редови има прекрасни луѓе. Луѓе кои застануваат сериозно за своите демократски принципи. Тие луѓе се и на нашите листи. Листи со кои можеме да се гордееме. Ви ја представувам изборна единица број 6 и носител магистер Горан Анчевски. Ајде сите на мина изборна единица број 6. Додека се качуваат на бината ќе ми дозволите да ги прочитам. Носител на листа Горан Анчевски, број 2, Владко Костов, 3, Виолета Левановска, 4. Анкит Незири, 5. Јонче Угриновски, 6. Јавора Милошевска, 7. Младенчо Филиповски, 8. Владимир Тарасовски, 9. Божица
Самойловска, 10, Zdravko Ristovski, 11, Senada Šeinovska, 12, Zoran Stojanović, 13, Aleksandar Stravinovski, 14, Ivica Kostadinovski, 15, Tatjana Trimčevska, 16, Aleksandar Savevski, 17, Aleksandar Premčevski, 18, Gordana Andonovska, 19, Petrovski Ranko i 20, Cipevski Vasil. Pozdravite gi! Kopa Vikova magister Goran Ančevski da me pozdravi! Почитувани граѓани на Република Македонија, добро вечер. Добро вечер, добри луѓе од Тетово, Гостива, Дева, Теарце, Маврово, Ростуши, Јагуновце, Првеница, Вратница. Добро вечер и за градот домаќин на оваа конвенција Куманово. Добро вечер за моите колеги од Граѓанската опција за Македонија, за сите членови, 24.000. Добро вечер за Централниот и извршниот одбор на Граѓанската опција за Македонија. Добро вечер за моите колеги, носителите на кандидатските листи на коалицијата ГРОМ. Драги колеги, мојот драг пријател, господинот професор доктор Зоран Поповски е нашиот кандидат за председател, а тоа мене ми представува особена чест и задоволство. Да го поздравиме! И еден срдечен, од срце поздрав до нашиот идеолог и лидер на Граѓанската опција за Македонија, господинот Стефче Јакимовски. Со формирањето на Граѓанската опција за Македонија на политичката сцена во Република Македонија започна да дуваат ветришта. Тие ветришта носат нова светлина за граѓаните. Ние од ГРОМ сме гласот на 24.000 граѓани од Република Македонија кои сакаат да создаваат подобра иднина за сите. ГРОМ е партија за која граѓанинот е најважен. Ние нудиме нов пристап и нови идеи за решавање на општествените предизвици. Нашиот позитивен пристап е да понудиме нешто ново, а ваше е да изберете. А изборот мислам дека јасен. Изборот е ГРОМ! 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 Избор, како што направив јас, во мојата кариера, работев вредно, безрезервно и безпоштедно. Во многу градови во Република Македонија и во странство, работев во приватен сектор, работи во државна администрација. Тамо се запознав и со господинот Зоран Поповски и со господинот Стефче Јакимовски. Во текот на мојата кариера сватив дека е неопходно да се обезбеди рамномерен развој на сите региони во Република Македонија, а не само во Скопје. Затоа, дајте ми можност на мен
и на кандидатите на коалицијата Гром во изборната единица 6 да ви докажем дека може да се живее и работи и надвор од Скопје. Ние имаме конкретни и остварливи проекти за подобар живот на сите нас. Јас цврсто верувам во себе, верувам и во сите мои сопартици, но верувам и во вашата моќ и способност да го направите правиот избор. На 13 април ќе го заокружите бројот 4 за нашиот кандидат за председател господинот професор Зоран Поповски, а на 27 април ќе го заокружите бројот 8 за коалицијата на Гром. Јас сум по професија економист, се занимавам со финансии, но нема развој на било која економија без политичка стабилност, а политичка стабилност не може да се обезбеди без етничка стабилност. Затоа ние велиме, битен е граѓанинот. Граѓанинот од било која верска и национална припадност. Затоа сметаме дека сега е време граѓаните од било која етничка и религиозна припадност да се одважат и да гласаат за граѓаните кои носат и остваруваат, за граѓаните кои се храбри луѓе. Ајде да создадеме поубава Македонија. Покажете ја вашата храброст. Гласајте за овие храбри луѓе да создадат силна Македонија. Да живее Македонија! Храброст е да продолжиш да трчаш и кога другите ви се откажале. За победничка Македонија сме потребни сите. Трчај за победа. Храбри луѓе, сложна земја. Коалиција Гром. Храбро за Македонија. Заокружи 8. Битка ќе се води и во петката. А во изборна единица 5 носител е Љупчо Настовски од македонскиот Ерусалим, од градот Охрид. Да поздравиме цела петка. Ајде на бина! Носител Љупчо Настовски, број 2 Ксенија Малчев, број 3 Александра Стојановска, број 4 Дијана Митевска, 5 Ѓорги Голавовски, 6 Никола Стојановски, 7 Горан Николовски, 8 Дејан Лимановски, 9 Катерина Милевска, 10 Сашо Робески, 11 Жаклина Василова Кримовска, 12 Велјан Чоранески, 13 Кирил Димитровски, 14 Кристина Костовска, 15 Тони Симаковски, 16 Ѓорги Наумовски, 17 Ивана Кикевска, 18 Борис Велјановски, 19 Ивана Левеска и 20 Кире Кочовски. Го повикувам Љупчо Настовски, носителот на изборна единица број 5, да ме поздрави. Добро вечер, почитувани. Јас нема многу да должам, ќе бидам краток. Значи, како носител на листа во изборна единица 5, од моје лично име, од името на коалицијата Гром, чест ми е да ве поздравам сите овде присутни, да ви посакам едно големо храбро добре дојде. Посебна ми е чест да ви поздравам председател на Гром, господинот Стефче Јакимовски. Кандидатот за председател на Република Македонија од редовите на коалицијата Гром, господинот Зоран Поповски. Исто така сакам да поздравам сите останати членови на извршниот одбор на Гром и коалиционите партнери, Српската напредна странка,
Титовите леви сили, Либералната партија и партијата на слободни демократи. Тука сме собрани сите заедно да ја слушнеме и да бидеме дел од една голема граѓанска идеја и визија која за прв пат во Македонија ја донесе гром. Ние сите членови од гром ова веќе го осознавме, го знаеме. Сега е наред другите граѓани од цела наша држава да го научат и прифатат овој навистина граѓански проект кој може да донесе просперитет за нашата земја. Затоа ние громовци имаме храброст, имаме решителност. Ние сите до еден знаеме дека нашата земја има иднина, шанса за успех, само ако се собереме заедно околу граѓанската опција, без оглед на вера, нација, политичка определба. Ние сите работиме како едно семејство, што значи дека сплотени околу една голема, најголема граѓанска идеја, имаме храброст и доблест да го слушнеме и пренесеме секое мислење и идеја од сите граѓани и истото да го спроведеме на дело. Јас како носител во изборна единица 5, сигурен сум дека и сите други 119 кандидати од сите изборни единици ќе работиме и ќе бидеме во служба на сите граѓани на Република Македонија. Со нас е храброста, со нас се граѓаните на Македонија. Ајде тоа да го покажеме на дело. Убеден сум дека нашата визија ќе ја спроведеме до крај и на 27 април ќе се радуваме и ќе го прославиме успехот. Срдечно ве поздравувам и ви благодарам за поддршката. Храброст е да продолжиш да трчаш и кога другите би се откажале. За победничка Македонија сме потребни сите. Трчај за победа. Храбри луѓе, сложна земја. Коалиција Гром. Храбро за Македонија. Заокружи 8. Битката за коалицијата Гром во изборната единица број 4 ќе предводи кој друг, ако не харизматичниот, легендарниот Павло Минов од Каварци. Поведете четворка на мината, да ги поздравиме. Носител Панчо Минов, број 2, Никола Георгиевски, 3, Силвана Дончева, 4, Јордан Чазоградски, 5, Тања Трајкова Стојковска, 6, Алекса Копачев, 7, Жарко Марковски, 8, Весна Коцева, 9, Методи Лазаров, 10, Александра Дуева, 11, Борис Вандерски, 12, Маријан Митев, 13, Никица Житарова Тополова, 14, Маријан Чинов, 15, Митко Ристов, 16, Мимица Антовска. Ситно визуалиста аплауз! 17, Стојан Петров, 18, Ангела Димовска, 19, Паско Атанасов и 20, Маријан Христов. Го повикувам легендарниот Пано Минов да не поздрави вечерва. Поведете! Почитуван председател Јакимовски, почитувани присутни, во моје лично име и во име на сите 20 кандидати за претеници, најсрдечно се заблагодаруваме за дадената доверба да бидеме кандидати за пратеници во изборна единица 4. Ова голема доверба од партијата Гром и голема чест ќе ја оправдаме со сета сила,
со сето знаење и со сето искуство да резултираме во изборна единица 4 со обавезно 2 пратеници, а за третиот ќе се бориме. Мислам дека и председателот Јакимовски нема ништо против ова работа. Овој резултат, овој успех го должиме на нашето членство, го должиме на сите граѓани на Република Македонија, го должиме на граѓаните од општините од изборна единица 4. Затоа што, убеден сум, дека победата за пратеници на Гром во парламентот, создавањето на пратеничка група на Гром во парламентот и учеството обавезно во идната влада на Република Македонија е победа на Гром, но и победа на сите граѓани на Република Македонија. Јас искуствено до сега сум учествувал на многу избори, но морам да признавам едно. Овој пат е многу поинак и чувството, и предизвикот, и одговорност. Чувството, знаете, е Гром. Предизвикот е храбро за победа за плюс пратеници. А одговорноста е да со победата за пратеници, со учеството во идната влада, реализираме една голема идеја, реализираме една успех на човештината, реализираме една афирмација на граѓаните во средиштето на државата, да реализираме една европска Македонија, да реализираме владење на правдата во Македонија и да реализираме сега граѓаните да живеат убаво и посреќно. Да живее Гром! Да живее Македонија! Храброст е да продолжиш да трчаш и кога другите би се откажале. За победничка Македонија сме потребни сите. Трчај за победа. Храбри луѓе, сложна земја. Коалиција Гром. Храбро за Македонија. Заокружи осум. Да не остане неискористено. Доаѓаме до центарот на Република Македонија. Доаѓаме до изборна единица број 3 и нашиот носител магистер Штерио Николов од Велес. Поздравете ги, изборна единица број 3, поведете на сцената. Носител Штерио Николов, број 2, Иван Величковски, 3, Петри Тасевска, 4, Тони Јакимовски, 5, Лилјана Арсова, 6, Петре Ордански, 7, Дарко Донев, 8, Анел Грутков, 9, Ивана Митева, 10, Бранко Наков, 11, Маја Радуловиќ, 12, Симона Георгиевска, 13, Сузана Димова, 14, Драган Ковачовски, 15, Валентина Дукова, 16, Елена Крстевска, 17, Дарко Апостолов, 18, Славислав Апостолов, 19, Благој Траковски и 20, Равислав Коцев. Го поканува магистер Штерио Николов и носител на изборна единица број 3 да не поздрави сите. Поздравете го следен аплауз. Почитувани громовци, почитувани граѓани на Република Македонија, добро вечер. Јас сум Штерио Николов, носител на листата во изборна единица 3. Јас сум, како што велат, дебитант во политиката и за прв пат влегувам во политичките води.
Знам дека е тоа многу храбро, може би многу похрабро, но знам и дека таа храброст ја добив токму во граѓанската опција за Македонија. Тоа е новата партија на политичката сцена, која понуди нешто сосема ново и различно во нашата земја. Јас во таа идеја препознав нешто што ме понесе, нешто што ги понесе сите граѓани, не само во мојата изборна единица, туку и во цела Македонија. Ќе бидам ваш поборник за остварување на сонот на секој македонско семејство за достоинствен живот. Живот во кој што на секој граѓанин ќе му се подобри економскиот статус. Потикнат од сегашната состојба, својата енергија, способност, квалитет и мотивација ќе ги вложам во исполнување на сите мои граѓански политички обврски. Затоа ве повикувам сите заедно на 27 април храбро да го заокружиме бројот 8 и да го дадеме гласот за граѓанската опција, за подобра иднина на нашата земја. Храбро за Македонија. Ви благодарам. Храброст е да продолжиш да трчаш и кога другите би се откажале. За победничка Македонија сме потребни сите. Трчај за победа. Храбри луѓе, сложна земја. Коалиција Гром. Храбро за Македонија. Заокружи 8. Жеден за победа. И бидејќи Куманово ни е домакин, одиме со изборна единица број 1, каде што носител е професор доктор Чедомир Саздовски. Повелете, професоре, заедно со вашиот тим да ги поздравиме. Носител Чедомир Саздовски. Број 2, нашиот пријател Драгиша Милетич. 3, Татјана Стојановска-Иванова. 4, мојата маленкост Бојан Велевски. 5, Георги Чакријановски. 6, Катица Риздовска. 7, Лилјана Митовска. 8, Маја Спиридоновска. 9, Трајан Наковски. 10, Дијана Тредапиловска. 11, Владимир Староевич. 12, Стефан Танески. 13, Дубавка Митерска-Скаловска. 14, Ирена Симоновска. 15, Јовица Димовски. 16, Слободан Шошковски. 17, Сара Мектеши. 18, Гоце Тодоровски. 19, Божидар Поп Ацев. 20, Голубка Нечевска-Цветановска. Поведете, мој драг професоре. Професоре, како се чувствувате? Гром! 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 Добро вечер, Куманово, добро вечер, Македонијо. Почитуван председател Јакимовски, почитуван кандидат за председател професор доктор Зоран Поповски, почитувани коалициони партнери, почитувани гости, ценети пријатели. Денес треба да одговориме каква партија ќе биде Гром. Одговорот е едноставен. Гром ќе биде парламентарна партија и ќе биде дел од идната извршна власт во Република Македонија. И затоа силата и богатството на Гром е во разликите и ние тоа ќе го негуваме и надградуваме. Во изминатите недели, почитувани мои, во 49 општински организации, во над 100 местни организации,
Повеќе од 20.000 наши членови говореа за своите идеи, за своите кандидатури, за своите фаворити. Секој наш член имаше моќ да даде предлог, да критикува, да оправи, да мисли, да напише и со гордост да каже дека е член на граѓанската опција за Македонија ГРОМ, предводена од лидерот Стефчо Екимовски. Почитувани пријатели, се бориме против десница која е тврда, агресивна, надмена и честопати глува и слепа за реалноста. Десница која тешко прифаќа различно мислење. Десница која ги обвинува сите кои мислат поинаку. Но, исто така и во исто време се бориме против лева опозиција која е празно популистичка, само бендисана и аздисана, која е во постојан плач и кукање, која во недостаток на аргументи навредува, понижува, која е ден казано, опозиција која е целосно фрустрирана и неорганизирана. Затоа ГРОМ е партија насочена кон решавање на секојдневните животни проблеми на нашите граѓани. Почитувани пријатели, минатата година на 16 февруари наша одлика беше и остана нашата одлучност, храброст и одважност. Ние бевме отпор на отпорот, но и отпор на власта. А сето ова го направија Виктор од Куманово, Панчо од Кавадарци, Стојче од Неготино, јас од Киселавона. Но главен и неприкосновен белег на граѓанскиот концепт и граѓанската опција за Македонија остави храброста, одважноста и одлучноста на нашиот лидер Стефчо Екимовски, затоа што на едни исти избори, во исто време и на исто место, 3 пати поредни победи СДСМ и ВМРО ДПМН. Првата победа ја направи кога се одважи, на Бранко му кажа не и излезе на избори. Вториот пат застана храбро и одигра го исфрли кандидатот на ВМРО ДПМН. И во финалето, како мали мрав го прегази кандидатот на СДСМ. Почитувани, ние бевме, видовме, почувствувавме, преживеавме и ние заедно со вас победивме. Ние со вас, почитувани мои, ќе победиме на овие председателски и парламентарни избори. Затоа ве повикувам на 13 со гордост и кренато чело да го заокружите бројот 4 и нашиот професор доктор Зоран Поповски, а на 27 бројот 8 да живее граѓанската опција за Македонија ГРОМ, председателот Екимовски, да живее Македонија. Благодарам. Храброст е да продолжиш да трчаш и кога другите би се откажале. За победничка Македонија сме потребни сите. Трчај за победа. Храбри луѓе, сложна земја. Коалиција ГРОМ. Храбро за Македонија. Заокружи осуд. Куде сте, кумановци? Како е изборна единица 2? Како? Погрешен одговор. Како сте? Како? Како? Виктор Цветковски го повикувам носителот во изборна единица број 2. Повели обвест од твојот тим. Дозволете ми да ги прочитам. Носител Виктор Цветковски.
Trajkovski. 2. Zoran Rajnanovski. 3. Ankica Trpkovska. 4. Sonja Stefanović. 5. Vangelka Rajmanov. 6. Aleksandra Georgijevska. 7. Aleksandar Trojanovski. 8. Lidija Jovčevska-Ivanovska. 9. Suzana Mitevska-Zafirova. 10. Ivan Šepreganov. 11. Valentina Krupa. 12. Milovan Trajković. 13. Azdra Hačimulić. 14. Marija Cakić. 15. Igor Milić. 16. Sanja Tribunovska. 17. Zoran Stojkovski. 18. Aleksandra Kuzmanovska. 19. Vladimir Trajkovski. I 20. Kire Buzlijev. Gospodine Viktor Cvetkovski, poveli domakine, dobri gosti ti dojma da im se obratiš. Dobro večer Kumanovo, dobro večer Makedonijo, dobro večer drugari i drugarki, dami i gospoda, dobro večer od predsedatelja Jakimovski, dobro večer za našiот kandidat Zoran Popovski, dobro večer za sите dobronamerni ľuѓе koji ste večera prisutni во Салава. Видовте дека имав подготвено говор, но му го дадов на Бојан, вечерва ќе говори моето срце. Ќе дозволите на самиот почеток да продолжам онаму каде што заврши Чедомир Саздовски, почитуваниот професор, носител на изборна единица 1, а ќе продолжам во стилот на почитуваните професори Чепреганов и Чакарјановски. Тоа од ниве наголби изгледало вака. На 12 ноември 2012 година независниот одред на независна политичка опција, кога ако не сега предводен од Виктор, Зоран, Александра, Душица, Никола, доктор Калинија, Караджински, тргна во битка со две политички сили. Таа битка продолжи во Кавадарци со Панчо Минов. Таа битка продолжи со Љупчо Настовски во Охрид, со Стојче во Неготино. Продолжи со Чедомир Саздовски, Јовица, Цаци, а нормално со манифестот на 16 февруари 2013 година. Имавме слободна територија во општина Карпош. Така тргна граѓанската опција во Република Македонија. Тогаш се создаде ГРОМ. На 29 мај со иницијативата. Продолживме на 28 септември со основачкото собрание. Излеговме со наш председателски кандидат. Собравме 10.600 подписи за неполни 24 часа. Направивме 50 општински организации, 25.000 члена. До нас се придружија 4 политички партии. Уште еднаш ги поздравиме Српска напредна странка, Сојузот на Титови леви сини, Партија на слободни демократи и Либералната партија. Благодарност за сите вас што вечера сте тука, што ни давате енергија да продолжиме во оваа битка. Првиот оној кој што излезе со бајракот во името на ГРОМ, под знамето на ГРОМ, е нашиот кандидат господинот Зоран Поповски. Тој е оној кој што го проби првиот мразнот во Република Македонија. Тој е оној кој што со самата негова појава плени, со неговата елоквентност, со неговата смиреност, со неговата сигурност, со неговата искрена намера да направи подобро нешто во Република Македонија. Ни го проби ледот, но ни даде и обрска. Сите ние овде кои што стоиме пред вас, да продолжиме во исти стил, да направиме одлични резултати, да покажеме дека сме различни од другите политички субјекти во Република Македонија, да покажеме дека не води исклучиво интересот на граѓаните. Единствено за тоа ќе се бориме. Интересот на граѓаните и Република
Македонија. Само земете за пример која е разликата меѓу нас и другите. Овде во изборна единица 2, погледнете листата. Првиот е првиот полицаец во Република Македонија, а вториот спикерот на Републичкото собрание. Која е пораката? Дека извршната власт командува со собранието во Република Македонија, дека немаме силен парламент. Е тоа пратениците од гроб ќе го променат. Имаме пратеници кои што ќе се борат, ќе бидат креатори на политиките во Република Македонија, ќе бидат гласноговорници на вас, на граѓаните на Република Македонија. Нема да дозволиме Петракот да игра во Република Македонија, туку ќе се бориме за владење на правото, ќе се бориме за владење на институциите во Република Македонија, ќе се залагаме за интересите пред се на граѓаните и во наредниот период ќе се спротивставиме силно на дискриминацијата која владее во Република Македонија. Дали е тоа по вера, националност, политички интереси, нема да дозволиме во Република Македонија да има било каква дискриминација по било кој основ. Тоа се причините зошто ние овде кои што стоиме пред вас ќе обезбедиме поддршката на граѓаните. Ќе се бориме за секоја педа да покажеме дека Гром заедно со своите коалициони партнери ќе ја промени политичката слика во Република Македонија. Почитувани, на 4. број 4 на 13 април, број 8 на 27. Тоа се решенијата за Република Македонија. Тоа се бројките кои ќе ја променат политичката слика. Ајде сите заедно да го одработиме тоа, да пратиме силна порака дека Гром е политичката сила која доаѓа во Република Македонија. Храбро Гром за Република Македонија. И благодариме на сите како добри домаќини, се надеваме дека добро се чувствувате во Куманово. Продолжуваме сите заедно храбро до целта. Македонија треба да победува и дома, и во светот. Гордоста ја чинат едноставни нешта. Тоа не секогаш е високата политика, туку мудроста и достоинството во обичните работи. Оние со кои живееме секој ден. Големите победи започнуваат однатре, од својот двор, од својата земја. Без победи внатре нема големи победи надвор во светот. Одмереност на професор, визија на научник, смиреност на пианист, адреналин на моторџија, вештини на рафтер, полиглот, семеен човек, татко на 2 деца, добар сосед, признат во светот и од светот, предавал на 5 универзитети во странство, во Македонија на 3 факултети, политичар, гордо одбира да остане во земјата, еден човек, храбар човек, горда држава. Зоран Поповски за председател. Храбро за Македонија. Заокружи 4. Ајде да ги видам другите, нека набројат колку квалитети во само еден човек во своите кандидати. Честитки! Колку квалитети во само еден човек. Велат, председателот на државата треба да биде татко на нацијата. Треба да биде голем човек со големо срце. Треба да биде умерен, мудар. Треба да знае што сака и како тоа да го оствари. Треба да го сака за тоа што го прави, а не за тоа што го представува. Треба да биде храбар и безкомпромисен кога ќе треба. Одмерен и сталожен кога ќе се решаваат и најголемите предизвици. Но најважно од се, треба да зборува вистината. А знаете ли кој е бројот на вистината во науките на бројките? Тоа е бројот 4. Поздравете го професор доктор Зоран Поповски!
повеќе од месец и пол сум горд човек. Никогаш во животот не сум се чувствувал волку величенствено. Ви благодарам за се што направивте досега. Навистина е огромна чест да се другарува, да се патува, да се споделува со овие благородни луѓе. Ја избрстивме Македонија, поминавме многу куќи, семејства, села, градови, региони. Се соочивме со вистината за Македонија, ги слушнавме проблемите и мислам дека дојдовме денеска да се соочиме со она што е вистинскиот предизвик. Да понудиме една плејада честни луѓе кои што ќе понудат светлина во овој црно-бел свет во Република Македонија. Сакаме да постигнеме нешто што ќе не поведе напред. Навистина, она што вие ми го пруживте во овие месец и пол, не знам како ќе ви го возвратам. Меѓутоа можам само да ви ветам дека како вие што се боревте за мене, сега јас ќе се борам за вас. Јас сум ви сега вас на располагање. Не се ова избори само за председател. Ова се избори за Македонија. Ќе трчаме заедно, ќе пружаме рака на оној што паѓа, за да продолжиме сите да трчаме напред. Верувајте дека не сакам повеќе да се дружам со оние кои што постојано плукаат, кои што постојано мислат лошо. Верувајте дека никогаш во животот не сум имал поубаво друштво. Сакам само да ве поканам на 13-ти, да се одважиме, да си ги заокружиме 4 и 4 по 2, 8. Среќата закаже толку да не бидат комплементарни и бројките. Епа ајде Македонија да тргне напред. Со мене и со овие благородни луѓе. Да сте живи и здрави, ви благодарам. Ајде вечерам сите! Зоки! Зоки! Ајде да видиме четворката горе! Четворката горе за Зоран Поповски! Нека гарми на 13. априлова четворка! Почитувани! Не се дувајте, полека, каде, полека. Сите на нозе да ве видам, сите на нозе да ве видам. Да го поканиме лидерот на крон, господинот Стефче Јакимовски. Дали сте храбри? Јас храброст ме оцрпам на вашата линија. Носителите на листата напред. И ја ги сакам. Пано ќе се пробие.
сакам да ви кажам колку е убава гледката и колку ги сакам овие луѓе сите вас. Еден голем аплауз за овие дами и господа, а сакам посебно голем аплауз да кренат раце сите кои се 20-ти. На оние што се на 20-то место, посебен аплауз за нив. За нив ке им го кажам вицот со црногорецот кога бил на светско првенство во атлетика. И кога трчал, ама тој бил последен, а тие пред него едно 50 на метри и некој стар дедо викал, а кој е овај синко? Он вика, тој е наш джеде, а он вика, види сокола како их чера пред собом. Така да можеме и обратно да размислуваме. Добро, почитувани пријатели, навистина од срце сакам да ви заблагодарам на сите вечерва што сте тука и сите овие месеци што сте со нас, на сите оние што ни се приклучивте уште од првиот ден кога одлучивме да ја формираме граѓанската опција за Македонија, посебно на моите драги пријатели овде од Куманово, затоа што тие се одважија меѓу првите, но во исто време да им се заблагодарам и на оние што вчера и денеска станаа членови на коалицијата Гром. Јас сакам исто така да им посакам многу среќа, многу успех на оваа наша шесторка мажишта, но во исто време сакам да им кажам, ако не освојат парламентарна група, наредните избори одиме со шесторка жени, да знаат. Сега немаме ни една жена, овие мажишта нека знаат. Ако нема парламентарна група, нареден пат одиме со жени, дали е договорено? Мене ми е драго што граѓаните ја препознаваат граѓанската опција за Македонија, го знаат нашиот слоган храбро, знаат која е нашата визија, знаат дека се бориме за доброто на Македонија, знаат дека се бориме да освен ова една сегашна слободна територија по која што функционира по други слободни правила, а тоа е Карпош, да се прошири секаде во Република Македонија и дека ова е наша голема мисија. Драги пријатели, почитувани гости, драги коалициони партнери, сакам да ви кажам дека во изминативе 20 на години во Република Македонија се менуваат две политички партии во македонскиот политички блок и две доминантно политички партии во албанскиот политички блок. Но ниту едните, ниту другите не донесоа многу светла иднина за Република Македонија. Во првата декада се боревме за нашата државност, а во втората декада се бориме со сиромаштијата, со невработеноста, со безперспективноста и како така да можеме да прифатиме приклучок кон евроатлантските интеграции. Но заеднички именител на овие политички партии е тоа што чекаат помош и поддршка од надвор, некој од надвор да ни ги реши проблемите, а ние Гром велиме дека ние сме тие кои треба да си ги решиме проблемите. Ние велиме дека клучот на сите клучови се нашите граѓани, дека ние се подпираме на граѓанинот, дека ако имаме слободни граѓани, ако ги развиеме неговите капацитети, ако вклучиме што е можно повеќе граѓани во креирањето, донесувањето на одлуките, но и во нивната реализација, убедени сме дека Македонија ќе има многу повеќе успеси. Ние, почитувани пријатели, сакаме да ги развиеме капацитетите на секој граѓанин, да учествува во донесувањето, во креирањето и во спроведувањето на одлуките. И длабоко сме убедени дека со исти средства или со многу помалку средства ќе постигнеме многу повеќе успеси и ќе има подобар живот и подобри ефекти во Република Македонија, отколку сега тоа како што се прави
Секоја година се зголемуваат трошоците, секоја година се зголемува оптеретувањето на граѓаните. Наша прва цел, прв приоритет е да Македонија направи и изгради стабилни институции. Нема стабилна држава без стабилни институции. Ако државата сакаме да биде стабилна, тоа не може да го направиме со лабави институции. Ние, почитувани пријатели, се трудиме да оваа држава стане правна, да функционира правниот поредок, да има правда за секого и за сите во Република Македонија и правдата да биде достижна за секого, да нема такви кои што ќе бидат повластени, ниту да има такви кои што ќе го заобиколуваат законот, ниту да правиме закони кои што ќе може така лесно да се протуваме низ нив како што треба да се протува, да речеме, низ глушецот се протнува низ дупките. Затоа е тука Гром, тие дупки да ги затвори, да го затвори правниот систем во кој што сите граѓани ќе знаат дека се еднакви пред уставот, пред државата, пред институциите, пред правниот поредок. Ако сакате статус-кво ситуација, ако сакате државата да не ви мрдне од место, одете лево. Давајте лева поддршка. Ако сакате Тексас држава, давајте поддршка десно. Ако сакате ред и поредок, тоа е граѓанската опција за Македонија. За тоа ние се бориме. Ние, почитувани пријатели, направивме прекрасна изборна програма. Изборна програма не со наши ветувања, туку со тоа како ние гледаме Република Македонија, како треба да изгледа после 4 години. Ставаме квантификации и ставаме мерливи параметри по што граѓаните нас ќе оценуваат дали ние сме успеале во тоа што сме го ветувале во овој изборен циклус и пред овие парламентарни избори. Тоа е нашата изборна програма која што топло ви ја препорачувам и со која убеден сум дека вие како граѓани ќе се гордеете и јас сакам да ви соопштам само некои делови од нашата изборна програма. Ние од Гром, од коалицијата Гром, имаме 5 приоритета. Првиот, како што реков, да изградиме силни институции со јасни политики и со встредени внатрешни односи. Вториот наш приоритет е да направиме национална економија која што креира нови работни места. Трето е да направиме држава во која што ќе работат граѓаните, а не да гледаме колку се утепува власта од работа. Четврто, да направиме децентрализација на моќта во политиката, во економската и во регионална смисла, преку заедничка визија која споделуваат најголем дел од граѓаните во Република Македонија. И пето, Македонија да биде интегрирана во Европа и во евроатлантските интеграции, во НАТО и останатите глобални светски институции. Наши стратешки цели од 2014 до 2018 година ќе бидат бруто општествениот производ по жител да биде на ниво 43% од европскиот просек или 5000 евра по глава на жител. Второ, надворешно трговската размера на Македонија да се зголеми и да биде над 15 милиарди евра годишно. Трето, надворешниот трговски дефицит да го спуштиме на 17%. Бруто општествениот производ повработен да биде над 35.000 евра. Пето, да имаме зголемена трговска размена со земјите од југоисточна Европа. Шесто, бруто инвестициите домашни и странски да бидат над 2 милиарди евра. Седмо, флексибилна економија со формирани која што годишно ќе се формираат над 10.000 нови предпријатија. Осмо, зголемен извоз по жител од над 3.300 евра по глава на жител, односно повработен. Девето, зголемено учество на индустријското производство во бруто општествениот производ за 10 индексни поени. Десето, зголемен извоз од земјоделието за 40%, а ние гледаме дека со толку многу потрошени средства учеството на земјоделието во бруто општествениот производ се намалува. 11. Над 200.000 високо квалификувани работници во вкупната работна сила во Македонија. И 12. Над 43% стапката на вработеност
да отпаѓа на млади луѓе до 29 години. Гром ќе воведе европски стандарди во давањето на услугите од страна на администрацијата и тоа ќе го постигне со учество и партнерство со граѓаните. Со реформа на јавната администрација и подобрување на нејзината ефикасност, со следење на бројноста на администрацијата, со поефективна и подобро платена администрација. Почитувани пријатели, власта постои за граѓанинот, тоа е нашето мото, а не обратно, граѓанинот за власта. Во развиениот свет институциите се тие што даваат отчет пред граѓаните, а не политичките партии како што тоа се случува кај нас. Отчетноста не се однесува на бројот на реализирани проекти, туку на влијанието на институциите, како тие влијаат и како го подобриле животот на граѓаните и квалитетот на животот во една земја. Ќе воведеме вистински индикатори на политиките за европските услуги на граѓаните. Да се зголеми бројот на услужените граѓани секоја година, нови услуги по 10%. Воведување на нови услуги секоја година. За Гром од клучно значење е промена на парадигмата раст без работни места во раст со работни места. Не ни е доволно само раст на брутно-општествениот производ. Не ни е доволно само да се фалиме со бројките. Не ни е доволно да кажуваме овде сме 20, овде сме 30, овде сме трети, овде сме вице шампиони. Нам ќе ни биде доволно само ако се справуваме со нашите долгорочни предизвици, а тоа е невработеноста и сиромаштијата. По тоа ќе се цени нашиот успех. Наш предизвик е да ја намалиме невработеноста на 18% и да ја зголемиме вработеноста над 48%. Преку градење на функционална пазарна економија, потикнување на инвестициите и домашните и странските, конкурентност, иновативност и предприемаштво и вработување, стабилна макроекономска политика. Гром ќе ги изедначи бенефициите за домашните и за странските инвеститори. Функционална пазарна економија ќе се овозможиме со поволна правна регулатива и правна рамка, со владење на правото, со фер конкуренција, подобрен пристап до финансиските услуги и со партнерство и економски и социјален диалог. Гром ќе изработи регулаторна рамка за водење на бизнис во Република Македонија. Ќе направи листа за намалување на трошоците за водење на бизнис, листа на расположиви услуги за предприемачите и пристап до информациите и финансиските ресурси во оваа држава. Рамка за пристап до тие финансиски услуги. Гром ќе води релаксирана монетарно-кредитна политика, а тоа значи ќе има повеќе пари. Гром ќе ги насочи јавните инвестиции во инфраструктура, во енергетика, во телекомуникација, образование, со кои што ќе се создаваат нови поволни услови за развој на приватниот сектор, а не во нестопански инвестиции кои не создаваат нови вредности и не креираат нови работни места. Гром ќе се залага за отварање на дистрибутивни центри на македонски производи во странство, формирање на агенција за поддршка на извозот и поддршка на домашните производи, формирање на фонд за поддршка на финансирање и брендирање на македонските производи. Нашата земја, почитувани пријатели, техничко-технолошки заостанува, а тоа значи дека има пониска продуктивност на трудот и нашите производи се неконкурентни на странските пазари. Затоа треба да се намалат царините и даночните оптеретување на увозот на опрема и резервни делови, суровини и репроматеријали за производи кои се наменети за извоз. Гром ќе ја поддржи енергетската ефикасност, штедењето, алтернативната енергија и изградбата на нови енергетски капацитети. Гром ќе воведе програми за поддршка на мали и на средни предпријатија, ќе ги намали трошоците на овие предпријатија, ќе ја зголеми предприемачката култура уште од предучилишна возраст и ќе ги напушти нашите познати стереотипи: учи сине да не работиш или клати врата, зимај плата. Ние сакаме да се живее, секој граѓанин да живее од својот собствен труд. Гром ќе обезбеди поддршка на предпријатијата кои што произведуваат нови производи со повисока додадена вредност. Ќе ја потикнува преработувачката индустрија. Туризмот за нас е најбрзорастечки сектор и најголем побарувач на работници, затоа ќе се зголемат инвестициите кои ќе доведат до поддршка на туризмот и Гром ќе води сметка туризмот да има полицентричен развој, а не тоа да биде во еден или во два града во Република Македонија. Тоа значи ќе има дескопјанизација и во туризмот. Во земјоделието знаеме дека профитите се мали, речиси никакви. Нашите производи се неконкурентни. Дајте да им дадеме да здивна земјоделците.
да го укинеме данокот на доход во земјоделието, да ги укинеме царините и ДДВ-то на семенскиот материјал, ѓубривата, да укинеме данокот и акцизата на нафтата и да уведеме така наречена зелена нафта, да поддржуваме изградба на преработувачки капацитети и да произведуваме производи со повисока додадена вредност, така ќе имаме сите повеќе корис. Со ова ќе му дадеме можност на земјоделието да земе замав, да се модернизира и тогаш ќе имаме многу поголемо учество на земјоделието во бруто оштествениот производ и во извозот и ќе имаме посретни земјоделци и ќе имаме поевтина храна на нашите трпези. Администрацијата да биде поефикасна во помошта за подготовка на документи кои се потребни за земјоделците за преднадлежните институции. Гром има проект кој вели од секаде до Скопје и од Скопје до секаде за 1,5 час. Да се развијат коридорите 8 и 10. Изградба на најмалку 200 км современи автопати и вијадукти, тунели, особено на патните правци Гостивар, Кичево, Охрид, Велес Бабуна, Прилеп, Битола, Ресен, Охрид, Штип, Делчево, Виница, Белово, Штип, Радовиш и така натаму. Ако луѓето лесно и брзо комуницираат, ќе имаме помала миграција од помалите кон поголемите центри. Гром нуди реформи и во образованието, поддршка на културата, особено на спортот. Гром годишно ветува дека ќе троши најмалку по 5 милиони евра за поддршка на спортот, на масовниот и на квалитетниот спорт. И Гром гарантира дека Македонија ќе има светски и олимписки победници и дека тие ќе видат нашата национална гордост. На крајот сакаме да знаат граѓаните дека доколку ја добиеме довербата на првата владина седница ќе бидат намалени казните за 80%. Нема ова да биде инквизицијска држава. Ќе ги намалиме трошоците од нотарите, извршителите. Нивните трошоци ќе бидат најмалку преполовени. Ќе се укинат разни лиценци, одобренија и ќе се намалат трошоците кои што ги наметнуваат институциите на системот и ги отежуваат работењето на предпријатијата и на граѓаните. Со еден збор, полесно ќе се води бизнис и полесно и помирно ќе се живее и поедноставно. Криминалците треба да знаат во оваа држава дека во Гром немаат сојузник, туку дека во Гром имаат најголем непријател. Мирниот и безбеден живот на граѓаните е нашиот најголем приоритет. Ете тоа е, почитувани пријатели, дел од нашата изборна програма во која што има стратегија, начин како ќе се стори тоа, програма и мерливи индикатори и резултати кои се очекуваат, а тоа е подобар живот на граѓаните. Јас знам дека за остварување на овие наши идеи ќе имаме и тешкоти. Знам и дека во оваа изборна кампања ќе има тешкоти и ќе има страф. Но ајде, почитувани пријатели, да действуваме. Ајде да го покренеме челото и да го кренеме гласот. Впрочем, и на нашиот Кристијан Тодоровски Карпош, кој на 19 години бил командант на батальон, не му било лесно да се бори со окупаторите и го положил својот млад живот. Денеска нам не ни треба да земеме оружје. Нашето оружје ќе биде пенкалото на 13 и на 27 и тоа пенкало има сила на атомска бомба. Со него само треба да направите едно крупче околу бројот 4 и да ве поправа. Не само на 13 бројот 4, туку и на 27 бројот 4 и бројот 8. И да си кажеме, збогом лаги, збогом реклами, збогом пропаганди, збогом празни ветувања, збогом страф, збогом закани, збогом уцени и да дојдат оние кои што знаат да Република Македонија да ја водат, оние кои што ако ни прават добро, ќе ги почитуваме, ако не прават добро за граѓаните, ќе ги менјаме и дека нашата волја е најголема, а тоа е волјата на гласачите. Почитувани пријатели, ви препорачувам вам, на вашите пријатели и на сите граѓани, ќе доаѓаат во вашите домови, пред вашите врати, разни демонски месии, ќе ви нудат разни посластици. Ако можат соарно да пробаат во ред, ако не ќе се обидуваат и да ви се закануваат. Ќе ви дават се и се што, се да си земете, секоја капа да ја ставите на глава. Денеска еден пријател ми вели, не е битно која капа ја носам на главата,
Битно е што мозок, што памет имам во мојата глава. И затоа сакам да кажам дека тоа се мудри мисли од нашите граѓани. Нека уживат и нека мислат дека ги добиле вашите души, менувајте ги капите, ама паметот не може да ви го сменат. И затоа на 13 и на 27 ги покажеме дека гром е реалност. Јас ви уверувам дека промените во Македонија не може да ги донесе главната опозициона партија. Нити има сила, нити има знаење, нити има програм, нити има луѓе, нити има кадри. Гледате дека председателскиот кандидат Кутриот сам се шета со микрофонот како Здравко Чолиш да е. Зошто никој не се качува на говорница? Затоа што сите образот им е испрњан. Промените во Македонија може да ги донесе само граѓанската опција за Македонија. Ајде ние 30.000, секој минимум по 5-6 луѓе да обезбеди на овие избори, еве ги промените. Од 27 нема ништо да биде исто во Македонија. Секој биде променето. Ке се живее помирно, ке се живее поспокојно, ке се живее побезбедно, ке водиме сметка за младите луѓе, ке се бориме за иднината, ке се бориме толку колку што можеме. Јас во оваа битка, која што е голема, се борам со сите сили, а знам дека тоа ќе го направите и го правите и вие. Ние не знаеме дали ќе победиме, но знаеме да се бориме. Тоа го покажавме и во изминатиот период. Ајде, почитувани пријатели, Зоран Поповски, да му помогнеме нашиот одличен кандидат. И сакам јавно пред сите вам да му заблагодарам на господинот Зоран Поповски за ова задоволство што ни го возможи во изминативе 15 на дена и е вистинско позитивно изненадување во оваа председателска кампања. Да знаевме дека со вакво задоволство ќе се борим, ваква чест ќе му биде, вака достојно ќе репрезентира и вака ќе се наметне пред граѓаните на Република Македонија уште во септември кога ја формиравме партијата, ќе дефиниравме неговата кандидатура. Но тука сме ние како представници на граѓанската опција за Македонија да приредуваме нови позитивни изненадувања на граѓаните на Република Македонија. Ова е наша листа од овие наши 6, како што ги нареков мажишта. Ја составивме од листа на победници, од луѓе кои што знаат да водат битки. Од господинот Чедомир Саздовски, мојот почитуван тренер во карате, во нашата екипа јас секогаш бев прв. Јас требаше да обезбедам победа и да обезбедам предност за екипата, а тој одеше последен, требаше да го сочува резултатот. Овој пат сменивме улоги. Тој треба да обезбеди победа, а јас да го сочувам резултатот. Господинот Чедо Саздовски, исто како мене, минатата година се одважи и излезе на избори сам, заедно со своите пријатели од Кисела вода и се обезбеди со етнички мандат. Такви луѓе нам ни требаат, луѓе кои што знаат да се борат и да победуваат. Нашиот домакин, заедно со неговите пријатели, господинот Виктор Цветковски, исто беше еден од оние кој што се одважи и кажа не на погрешните политики и кажа јас сум во политика за да се борам, за да нудам решение на моите сограѓани од Куманово. Тој освои заедно со своите пријатели над 3.500 гласови. Денеска тој е предводник на изборната листа во изборна единица број 2. Во изборна единица број 3 се одлучиме со господинот магистар Штерио Николов. Тој е дебитант во политиката. На неговите плеки лежи огромна одговорност. Но ние рековме дека ќе одиме со дескопјанизација. Дескопјанизација и на дело и во изборните листи. Почитувани пријатели, еве, дозволуваме да
сегде низ Република Македонија, вие си ги одберете кои ќе бидат носителите на листите. Изборна единица 3 одбра да биде господин Оштерио Николов и јас му посакувам голем успех, да биде најдобар дебитант. Во изборна единица број 4, стариот и добро познат борец, добро познат политичар од кој што и јас учам. Јас учам како треба од него да се работи со граѓаните, со своите пријатели, како треба да им се помага. Овој човек е роден за таа работа. За работата да работи со луѓето и да им помага. Да им помагаш на луѓето, не можеш тоа вештачки да го работиш. Не можеш сам на кандидатска листа да добиеш 5000 гласови ако не ги сака своите сограѓани и ако не им помагаш искрено од душа. Ние денеска со господинот Панчо Минов и со нашиот драг пријател Никола Острумица очекуваме навистина дека во изборна единица број 4 двајца ќе се бориме и за тројца, за 3 пратеника. Голема подршка за Никола и за Струмичкиот регион. Во изборна единица број 4, господинот Љупчо Настовски, по трет пат е независен советник во Охрид. По трет пат заедно со своите пријатели изборна единица број 5. Значи, по трет пат е независен советник во општина Охрид. Значи, тој исто така знае да победува, знае да води кампања. Ете така ние одлучивме. Во изборна единица број 6, почитуваниот подпредседател господин Горан Анчевски, стручњак за економија, за финансии, роден и потекнува од Вратница, од Тетовско, инако една тетовка кога праќала од Америка писмо, пишувала Тетово, задна пошта Тетово до Вратница. Сметала дека Вратница е поголемо место од Тетово. Од тамо потекнува господин Горан Анчевски. Ете така, почитувани пријатели, малку да се навратам и на историјата и она што ќе го исполни и срцето на господинот Слободан Огриновски и на неговите сопартиси од Сојузот на Титови леви сили. Слично како што Тито 41 година го формирал првиот, вториот, третиот и четвртиот батальон, каде што биле Пеко Дапчевич, Коча Попович, Костанак и Милан Гошњак, така тие од батальони прерастувале во бригади и на крајот армии и секогаш ги воделе исти команданти кои што знаеле да победуваат. Затоа ние на овие избори издегуваме со команданти кои што знаат да се борат и ќе знаат да победуваат и достојно ќе ја презентираат граѓанската опција за Македонија. Нам ни останува уште само 8 дена до изборите кои што ќе го одредат председателски кандидат на Гром да влезе во вториот изборен круг, да се потрудиме максимално да обезбедиме господинот Зоран Поповски и неговата четворка да ни влезе во вториот круг и да ни биде огромна потпора на претеничката листа и тогаш нема да имаме воопшто дискусија дали Гром ќе има претеничка листа, туку ќе има многу повеќе пратеници и јас го верувам дека ние после 27 вечерта ќе ми дојдете ораму каде што е нашиот главен штаб, а тоа е наголот меѓу Рузвелтова и булеварот Теодоси и Гологанов, да дојдете, да ја блокираме улицата, да ечи, да се пее, не може нам нико ништа, да видат дека Гром не е играчка, дека граѓаните се ослободени, почнуваат поинаку да мислат, дека граѓаните на Република Македонија шепотат, ама гласно кажуваат и тоа што го шепотат ќе ви го кажат на овие избори, а тоа е поддршката на граѓанската опција за Македонија. Да сте живи и здрави, ви посакувам лична среќа, успех на граѓанската опција за Македонија и ви благодарам на поддршката.